За 2 години ќе се знае дали обврзниците ќе бидат новиот алтернативен начин на финансирање на општините. Економскиот факултет при УГД заедно со општина Штип ќе работат на истражување за издржаноста на алтернативата општински обврзници. Станува збор за истражување на употребата на општинските обврзници како алтернативен начин на финансирање и да се согледа нивната економска исплатливост за дополнителен приход кој што може да се користи од општината за општествени цели и интереси. Овие обврзници се нешто што е познато веќе во општините, меѓутоа во Македонија се уште нема успешна, официјално реализирана општинска. Но зошто токму обврзниците се најповолниот начин за обезбедување дополнителни пари во општинските буџети? Комерцијалните кредити на банките често пати се поволни, но знаете каматата е доста висока. Сигурно е дека меѓународните кредитори кои се присутни во Република Македонија даваат кредити, но се заимате тие камати. Ако вие најдете модел, да речеме, со обврзница, каде во одреден временски период ќе имате добри пари, со минимални камати и обврски на граѓаните, мислам дека тоа е прифатливо. Ваквиот начин на финансирање главно се користи за инвестирање во големи капитални проекти. Што Штип би направил доколку идејата почне да се спроведува во пракса? Првата работа е да речеме, не треба една спортска сала, која никој пат не е направена. Не треба да речеме брана река Отиња, која мислам дека е многу значаен и битен проект. Ни е потребен комплетен систем за прочистување на водите, отпадните води од нашиот колектор. Се разбереме, ние моментално имаме цевковод и сите води течат во брегалница. Тоа е факт. И дефинитивно тоа мораме да го решиме, затоа што, знаете, во иднина вода ќе нема. Инаку во истражувањето за општинските обврзници учествуваат професори и студенти од Економскиот факултет во Штип. Проектот ќе трае во наредните 2 години, за кога се очекува да се види колку се ова економски исплатливо.